Сигурно на сите ни е познато тоа чувство на копнеш по дома, особено кога сме некаде далеко. Епа, токму таа универзална емоција, еден млад поет во студената Москва ја преточил во можеби најпознатата македонска песна. Ова е приказната за таа песна, но и за браќата што стојат зад неа, и за нивната мисија која го обликувала духот на еден народ. И еве го тој контраст, срцето на песната тъга за југ. Ова не е само споредба на климата, оди многу подлабоко. Од една страна ја имаме Москва. Маглата е слика на неизвестноста, мразот е студенилото во душата, а виолиците се празни зборови без топлина. А од другата страна, слика на зајот, татковината, чудесна пролет, мирисливи цвеќиња, зелена трева. Тоа е животот. Значи, ова е всушност судир помеѓу очајот и надежта, темнината и светлината. Дајте ми крилја, ја да си метнам. Ова не е само желба за патување, ова е молба за спас, за бегство од студенилото кон топлината на домот. И тоа не тере да се запрашаме. Што било изворот на една толку длабока тага? Па, одговорот лежи во приказната за двајца браќа и нивната заедничка мисија – Димитар и Константин Миладиновци. Тие не се само имиња од учебниците, тие се архитектите на македонската преродба, а нивната судбина е нераскинливо поврзана со судбината на нивниот народ. Ајде накратко да го поминеме нивниот животен пат. Се почнува во Струга. Во 1810 се раѓа Димитар, а 20 години подоцна и Константин. Димитар, како постар, го трасира патот. Уште во 30-тите години прави нешто револуционерно. Го воведува народниот македонски јазик во училиштата. Потоа во 50-тите го следиме Константин во Москва, каде што студира, но се чувствува сам и се разболува. Клучната година е 1861, кога излегува нивното животно дело, зборникот, а само една година подоцна, 1862, трагичен крај за двајцата во Цариград, заедно во животот, заедно и во смртта. И еве го клучниот момент. Директната инспирација за тъга за југ не е некоја абстрактна носталгија. Таа доаѓа директно од овие зборови. Ова е дел од писмо што Димитар му го пратил на болниот и осамен Константин во Москва. Ова не е само повик да се врати. Ова е сликана со зборови, експлозија од бои и мириси што го разгоруваат копнежот на поетот и стануваат темел на неговата бесмртна песна. За да го разбереме Константин, мора прво да го разбереме Димитар. Тој бил движечката сила, вистински пионер. Не само што го заменил грчкиот со македонскиот јазик во наставата, туку и неуморно патувал и собирал народни умотворби, верувајќи дека во нив се крие душата на народот. Бил учител, ментор и визионер, кој ја подготвил сцената за големото културно будење. И сета таа работа, целата нивна заедничка мисија, се влева во едно капитално дело. Во зборникот, кој е многу повеќе од книга, тој е вистински чувар на душата на народот. 660. Само за миг да застанеме на оваа бројка. Толку народни песни успеале да соберат и да спасат од заборав. Ова само по себе зборува за обемот и посветеноста на нивната работа, која се протегала низ цела Македонија. Титански подвиг. Приказната за објавувањето е филмска. Константин се враќа од Москва, болен и исцрпен, и на патот застанува во Загреб. Таму, со клучната помош на хрватскиот бискуп Јосип Јурај Штросмајер, кој ја препознава вредноста на нивниот труд, нивниот долгогодишен сон конечно е отпечатен. На 24 јуни 1861 година зборникот излегува од печат. Ова е момент на огромен триумф. А што има внатре во зборникот? Па, тој е вистинска енциклопедија. Покрај тие огромни 660 песни, содржи и детални описи на свадбени и годишни обичаи, верувања, игри, преданија, па дури и мал речник. Ова ни покажува дека нивната цел не била само да соберат песни, туку да го документираат целокупниот живот и култура на народот. И зошто е ова толку важно? Затоа што во време кога постоењето на македонскиот народ и јазик било оспорувано, зборникот служел како неоспорен доказ. Тој за прв пат пред научната јавност ги представил јазикот, традицијата и историјата. Практично, тој го афирмирал македонскиот народ како посебен ентитет со свое богато духовно наследство. Но веднаш по нивниот најголем триумф, следи најголемата трагедија. Приказната добива мрачен пресврт, кој ги води браќата кон нивниот трагичен крај во занданите на Цариград. Ова е кобната низа на настани. Се почнува со подла клевета од страна на нивните ривали.
Димитар е лажно обвинет дека е шпион и веднаш е уапсен. Константин, кој што туку го објавил зборникот и е на пат кон дома, дознава затоа и без размислување тргнува да го спаси. Но во Цариград го чека Стапица и тој е затворен. Во темнината на затворот, болни и исцрпени, двајцата браќа умираат од тифус еден по друг. Нивната заедничка мисија завршува со заедничка смрт.